Елиезер, за патот, за вистината, за живот. Да се партнерува со Бог во молитвата е клучот за напредок во секоја околност. Молењето на колена, место положбата на нашето поклонување, има најголем ефект во светот околу нас. Од нашето место на молитва, молење што всушност е посредување со кое стануваме партнери со Бога. Бог не бара луѓе кои знаат како да бидат постојано зафатени, туку бара луѓе кои знаат како да го представуваат неговото срце. Тоа нема да го сторам преку акција што не сум ја нашла во молитва. Врската со срцето на Бог е таа што ми дава авторитет да го представувам со апсолутна и целосна самодоверба во акција. Молитвата без акција не целосна, исто како што верата без дела е мртва. Повикани сме да имаме животен стил на молење, преку покаяние, за да дојдеме до правично влијание што Бог не повикува, а тоа е од местото на молитвата. Тој вели: ако мојот народ, на луѓето, на кои им го дадов моето име, се понизат себе си. Бидејќи знаеме дека ние имаме одговорност. Во мигови, кога човекот е навреден, гневен, љубоморен, кога тоа го прави, се однесува несоодветно. Бог ништо не прави во случувањата на човекот, со исклучок како одговор на молитва. Бог бара партнерство. Ние без него не можеме, и тој без нас не сака да делува. Така што местото на молитва е место каде што се доаѓа до согласност со срцето и умот на Бога, за да се применува неговиот авторитет на земјата, за да би била неговата волја извршена како што е на небото. Молитвата е барањето што се праќа. Клучот за одговорена или така наречена услишана молитва е придржувањето, тоест да се биде до и со Христос. Тоа е живење во свесното присуство на семојќниот Господ Бог, што е силата за одговорот на молитвата. Како што гласи Божиот збор: ако се согласите двајца или повеќе во мое име, јас сум таму, односно меѓу вас. Така што прашањето за напредокот, односно пробивањето кон успехот на земјата, произлегува од живењето во таа свесност за Божјото присуство со мене и над мене, за да направи разлика во светот околу мене. Тоа е врската за одговорена молитва. Како што Бог вели: ако моите луѓе, кои се именувани со моето име, се понизат себе си и се молат. Бесмислено е да ни е дадена таква алатка за трансформација како што е молитвата, а да не се употребува. Бесмислено е да се соочуваме со невозможна ситуација, а да не ја употребуваме молитвата за трансформација. Тоа е како раѓање дете. Апостол Павле укажува токму на ова како молитвата е процес на раѓање, се додека Христос е оформен во нас. Станува збор за длабока, силна молитва во состојба во која ја знам Божјата волја и знам дека има опозиција. Можеби не го знам проблемот, но знам и дека немам што попаметно да правам со мојот живот и цврсто одлучувам да се молам и да се држам и да се придржувам до него, се додека Божјото присуство не ме запоседне, се додека неговата вера не стане моја. И во молитвата учам да барам од него, но и да го представувам спротивставувајќи се на опозицијата.
Многумина ја избегнуваат молитвата мислејќи дека ќе им одземе многу време. Измалувајте едноставни молитви, но бидете целосно впиени и задлабочени во нив. Ние ја имаме таа привилегија да го правиме тоа, да се молиме во текот на денот. Не мора да е 1 или 2 часа во молитва, туку може да бидат и 5 минути на целосно предавање кон Бог. Негово славење и пофалба со мислата дека го носам Неговото име. И тука сум со одредена причина. Да направам разлика. Преку соединување со Неговото присуство. Ако започнам со тој факт, со таа мисла, мојата молитва нема да престане. Ќе сакам постојано да живеам во Неговото присуство. Така што, научи да се молиш од место и состојба на Неговото присуство. Научи како да допреш до срцето на Бога. Изрази го тоа во молитва и направи го она што треба. А тоа е промена во светот. Елиезер